Во собранието има класичен бојкот кој оневозможува парламентарни дебати за било кое законско решение, вели премиерот Димитар Ковачевски, иако вчера опозицијската ВМРО ДПМН јавно повика да се закаже собраниска седница за предлог измените во изборниот законник кои предвидуваат Македонија да биде една изборна единица. Гледаме што се случува во собранието, значи таму има бојкот класичен на собранието и практично блокада во која што не се овозможува ни за една парламентарна дебата да се разговара за унапредување на законски решенија. Сепак гледате дека парламентарното мнозинство низ дебата која што трае повеќе од вообичаеното успеа да го усвои дневниот ред за последната седница која што беше разговарана. Иако Ковачевски тврди дека опозицијата блокира се, денеска почна со работа Комисијата за избор и именувања, на која се расправа за новите уставни судии, а како што најави ВМРО ДПМН, тие се спремни и за се друго што е од интерес на граѓаните, но приоритет е реформа на изборниот модел како подготовка на терен за нови предвремени парламентарни избори. Јас очекувам Ковачевски да се вразуми и да разбере дека јас не сум му непријател. Јас сум му можеби политички конкурент и ВМРО ДПМН е можеби политички конкурент на СДСМ, но ние не сме непријатели. Денес сутре веднаш нека ја става точката за една изборна единица во рамките на парламентот, да сите сложно консензуално ја усвоиме таа точка или па да помине, не мора консензуално. Ако има политички партии кои што се против тоа, тие кои што се таму да ја усвоиме ова измена за една изборна единица. Воведувањето една изборна единица беше дел од предизборната програма на социјалдемократите, сепак досега не е исполнето. Дел од помалите партнери во владината коалиција се заканија дека ќе откажат поддршка доколку не се направат реформи во изборниот законник. Токму помалите партии би имале најголем ќар од измените. Доколку ги земеме резултатите од парламентарните избори во 2020 година и ги пресликаме на ваков изборен модел, СДСМ која настапи заедно со БЕСА, би имале еден пратеник помалку. Истото важи и за ВМРО ДПМН, ДУИ и коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива. Од друга страна, Левица би добила 5 наместо 2 пратеници.